Добро вечер и добре дојдовте во централниот дневник на 1 ТВ во 20 часот. Она што како информација денеска го издвојуваме за вас и како тема се наметна е тоа дека докторите предупредуваат дека родителите мора да ги вакцинираат своите деца, а невакцинирањето може да предизвика сериозни последици. Исто така се наметнува и прашањето дали премиерот Зоран Заев го има потребното мнозинство за уставните измени, а тука издвојуваме и информацијата дека поранешниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање останува во затвор, нови 30 дена притвор за Владимир Атанасовски. Така, тоа е оној дел што ви го најави Александар, како можете да го видите и во самиот форшпан или главната најава за вестите. Тоа што го нема во главната најава, секако треба да го искористиме на почетокот да го најавиме, а тоа е дека во ово издание на Дневникот ќе имаме дури 3 линковски вклучувања. Првото ќе биде некаде на самиот почеток од овој дневник, кога ќе се вклучиме во контролниот центар на Автомотосојузот на Македонија, за да видиме каква е состојбата на патиштата низ Републиката со оглед на тоа дека денеска се појавија снежни врнежи и имаме забрана за движење на добар дел од патиштата во Македонија, особено за тешките и товарни возила. Освен тоа, некаде по 20 часот и 15 минути, колегата Саша Ордановски го имаме со линковско вклучување од градскиот плоштад во Скопје, каде што негов соговорник ќе биде актуелниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. И секако дневникот ќе го заокружиме со нашиот колега Христијан Баневски, кој што денес во текот на целиот ден имаше престој во Охрид. Таму можеше да забележи што е тоа што се случува во Охрид по овие празнични денови, иако да речеме се уште траат, за тоа каква е атмосферата во градот и за прв пат на линковско вклучување и мало интервју на Баневски ќе го имаме сегашниот ВД градоначалник на Охрид. Навистина многу интересни содржини, колегата Дамјан некаде се вклучува после и со спортските вести, а ние сега можеме да одиме со генералната најава и да тргнеме со ред. Докторите предупредуваат дека невакцинирањето може да предизвика тешки последици. Го има ли Заев потребното мнозинство за уставните измени? Нова демократија нема да го поддржи договорот од Преспа. Поранешниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање останува во затвор. Нови 30 дена притвор за Владимир Атанасовски. Управата за јавни приходи го продолжи рокот за регистрирање на даночна пријава. Со оглед дека за време на празниците голем број граѓани се одлучуваат да патуваат надвор од градовите каде што живеат, да ги посетат туристичките центри во државава, но и надвор од државата. Секако првата информација со која што почнуваме е состојбата на државните патишта и за тоа како се одвива сообраќајот во државата. Така е, затоа и кажавме нашата екипа, односно линковско вклучување од контролниот центар на Автомотосојузот на Македонија. На линија имаме една дама, Радмила Попадич. Добро вечер за вас. Добро вечер. Добре дојдовте во Дневникот. Она што од вас ќе го бараме се конкретни информации и за оние кои што можеби сакаат да тргнат на пат или пак треба од некаде да се вратат. Како и да е, што е тоа што во моментов се случува во Македонија. Можевме како сервисни информации денеска да чуеме дека и плетвар, и стража, и ѓавато се забранети за тешки товарни возила, но препораката и за оние кои што се со автомобили за внимателно возење и задолжителна зимска опрема. Радмила ќе ни ги долови основните информации, но она што ќе го направиме овој пат е и со камерата ќе прошетаме малку низ сите пунктови кои што со камера ги покрива Автомотосојузот на Македонија. Радмила, повели каква е состојбата во моментов? Поздрав од контакт центарот на АМСМ. Денеска со мене на смена се колишката Ружица и Магдалена. Според последните информации кои што ние ги добивме, сообраќајот на државните патишта се одвива по влажни коловози со остатоци од каша снег на коловозот по интервенција на дежурните екипи на Македонија пат. Во југозападниот дел од Македонија паѓа снег со среден интензитет. Напоменавте забрани, за сега се уште активни забрани за сообраќај за тешки товарни возила има на патните правци Маврово-Дебар, Гостивар-Кичево, преку планинскиот премин Стража, додека на планинскиот премин Ѓавато забраната е укината, меѓутоа задолжителна е употреба на зимска опрема за сите видови на возила. АМСМ ќе препорача како и секогаш
прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патните правци кои што минуваат низ котлините, речните долини и клисурите, каде што се бележи појава на магла, но и ќе потсетиме да се внимава на осоничавите места, каде што коловозите се посебно во овие зимски услови влажни, па поради ниските температури постои можност за појава на голомразица. Ќе препорачаме и внимателност на оние патни правци каде што се уште има активни работа на пат. Што се однесува до интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини, тој можевме да забележиме дека е умерен, додека на граничните премини не се бележат подолготрени задржувања за влез и излез од државата. Тоа ќе ви го покажам и на камерите од нашиот сајт. Тука ги имаме и граничните премини. Граничниот премин Табановце во моментов, колку што може да забележиме, нема зголемен проток на возила. На граничниот премин Богородица исто така нема возила за чекање. На увид исто има и камери од патарините, каде што може да се забележи интензитетот. На овој сајт исто така 24/7 секојдневно се даваат информации, ги ажурираме податоците за состојбата на патиштата. Вашите гледачи можат да ги забележат, да ги најдат на овој линк тука. Сите нови информации се ажурираат од нашиот контакт центар. Дали се слушаме? Да. Е така, ако веќе се слушаме, малку се обидовме со слика да видиме што се случува на патарините и на граничните премини. Ова вечер, барем сега за сега, се е мирно и нормално. За гледачите кои што сакаат да имаат информација повеќе, вашиот сајт е секако тука на располагање. Моето прашање е доколку возило се заглави некаде во некој снежен во некој голем снег, во некој снежен, ке речев град, доколку се завее на некој пат, вие сте тука да помогнете. Мене ми е прашањето, еве, ве повикувам и колку чини услугата да ме одглавите од некаква снежен нанос на патот. Токму така, овој контакт центар покрај тоа што дава информации за состојба на патиштата, работи и како контакт центар за помош на пат и шлепување. Телефонскиот број за помош на пат е добро познат, 196. Вие доколку останете, имате некаков проблем со возилото на пат, го повикувате тој телефонски број и тука сме ние 24/7 да ви помогнеме. За нашите членови имаме бенефиции со тоа што постои опција услугата да ви е бесплатна, зависи од километражата. Во случај на дефект, членството нуди 200 км во случај бесплатно шлепање, додека за корисниците цената зависи од километражата која што се поминува. За информации околу цените, слободно на телефонските броеви 196. Така, во вашиот контакт центар луѓето се јавуваат ако им треба помош, дали во моментов имате возила кои што се на интервенција или мирно е во државава? И покрај снежните врнежи денеска немаше премногу интервенции за шлепување. Зголемене од вообичаено, но не премногу. Во моментов мислам дека колешките кои работат има неколку интервенции кои што се на релација Прилеп и Куманово и секако Скопје секогаш најактивно. Инаку АМСМ располага со 13 бази во Македонија и од каде да се јавите, најблискиот камион ќе биде испратен. Така е, посакуваме мирна вечер, зимата е сепак се уште пред нас, во неа сме длабоко влезени. Се надевам дека по сериозни проблеми Македонија и состојбата на патиштата во Македонија нема да има. Радмила, ви благодарам, ви посакувам пријатна вечер и пријатна работа. Поздрав до колешките. А вестите ги продолжуваме со уште една информација која денеска одекна во јавноста и како го привлече вниманието на граѓаните, а се однесува на прогласувањето на епидемија од морбили.
Сите родители без исклучок се обврзани да ги вакцинираат своите деца, а граѓаните да се воздржат од ширење паника на социјалните мрежи се генералните препораки на лекарите по прогласување на епидемија на мали сипаници во Скопје. Така, но и покрај апелот од лекарите, дел од граѓаните и понатаму остануваат на ставот дека нема да ги вакцинираат своите деца. Малите сипаници се тешка инфективна болест на дишните патишта предизвикана од вирус. Искра Опеческа денеска вистински работеше на оваа тема. Сите родители без исклучок да ги вакцинираат своите деца, а граѓаните да се воздржат од ширење паника на социјалните мрежи, се генералните препораки на лекарите по прогласувањето на епидемија на мали сипаници во Скопје. Доктор Сонја Ралева, специјалист по општа медицина, вели дека падот на колективниот имунитет и невакцинирањето на децата е причина за појава на епидемија на малите сипаници. Тоа е тешка инфективна болест на дишните патишта, предизвикана од вирус. Шпреса Хасани од Здравствениот дом Скопје пак вели дека сите 3 пункта што ги најави Министерството за здравство во поликлиниките Ѓорче Петров, Јане Сандански и Битпазар од завчера се отворени и функционираат непречено. Тоа што докторите во овие поликлиники не се педиатри, не го намалува квалитетот на здравствена заштита, вели доктор Хасани. Се работи за категорија на доктори по општа медицина кои што се специјално обучени, односно претрпија обука во клиниката за педиатрија, кои што се соодветни за давање на таква здравствена заштита. Не се работи за педиатри. Токму ваквата информација предизвика дополнителна загриженост кај дел од родителите, кои сметаат дека Министерството за здравство недоволно се обидело да ја подучи јавноста од потребата за вакцинација. Дополнителна паника меѓу граѓаните се шири со споделување на различни искуства преку социјалните мрежи. Facebook и сите инстаграми се нашиот, на жалост, учител, што не сме во никој случај да биде ниту доктор, ниту мајка, ниту родител, ниту место на информации, затоа што не е, тоа се практикуваме медицина базирана на докази. Никако не смееме да ги прифатиме коментарите од социјалните мрежи. Со одлука на Министерството за здравство од денеска стапува во сила привремена мерка забрана за носење на сите невакцинирани деца од МРП вакцината во сите градинки на подрачјето на град Скопје. Докторите не се откажуваат од тврдењето дека вакцинацијата е единствената заштита од мали сипаници. Ние може да очекуваме многу брзо како надлежните институции веднаш ќе се у самото календарче нели ќе биде забележен процесот на имунизација, ќе знаеме дека тоа дете на некој начин не е заштитен. И Уставниот суд се занимавал со прашањето на задолжителната вакцинација. Тој во 2014 година ја отворил иницијативата со која се барало укинување на оваа вакцинација со образложение дека истата во ниту еден момент не може да се доведе под сомнение затоа што Уставот предвидува дека граѓанинот има право и должност да го чува и унапредува сопственото здравје и здравјето на другите, како и тоа дека родителите имаат право и должност да се грижат за издржување и воспитување на децата. И Министерството за здравство денеска упати апел до сите родители да ги вакцинираат децата со МРП вакцина и подсетуваат дека се уште е на сила наредбата дека децата кои се невакцинирани нема да бидат примени во детските градинки и со цел да се спречи ширењето на епидемијата прогласена во Скопје. Оттаму соопштуваат дека денеска во поликлиниката во Скопје вакцинирани се околу 400 деца. Состојбата на пациентите кои се заболени од морбили, како што се посочува, е стабилна. Во моментов се утврдува клиничката и лабораториската слика за уште едно дете за кое лекарите се сомневаат дека има мали сипаници или морбили. Епидемијата на морбили, министерот за здравство Венко Филипче очекува да заврши за околу 14 до 15 дена, колку што е и периодот на инкубација во моментот кога последниот пациент со мали сипаници бил примен на инфективната клиника. Од министерството напоменуваат дека МРП вакцината е високо квалитетна, а производител е компанијата GlaxoSmithKline од Белгија. Така, Александра, денеска почна да се случува и тоа што минатата недела, исто во дневникот во четвртокот го третиравме како тема, тоа е можноста дека може да се случи забрана децата кои што немаат примено вакцина против морбили да не бидат примени во градинките. Сега родителите почнаа бурно да реагираат на социјалните мрежи, токму по овие најави дека од денеска нема да се примаат децата во градинките кои не примиле вакцина.
А министерот Венко Филипче ваквата мерка ја наметна по прогласувањето на епидемијата од морбили на територијата на град Скопје и подсети дека казните за невакцинирање на децата се движат од 350 до 650 евра. Според дел од експертската јавност, недоволна едукација, но и голем број теории на заговор се извор на недоумици на голем број родители кога станува збор за вакцинирањето на нивните деца. Така, бројката на многу вакцинирани денес го потврдува ова. Скопските градинки од утрово не смеа да примаат деца кои не ја примиле МРП вакцината. Забраната ја донесоа здравствените власти откако деца заразени од морбили беа регистрирани во речиси сите скопски општини. Мислењата за вакцинирањето се различни, а родителите се загрижени за здравјето на своите деца. Недоволна едукација, но и многу теории на заговор се извор на недоумници на многу родители кога станува збор за редовното вакцинирање на децата. Денеска не изостанаа нивните реакции на социјалните мрежи по одлуката на ресорниот министер Венко Филипче да не се примаат во градинка децата кои не ја примиле МРП вакцината, која се применува како превентивна мерка. Дел од родителите негодуваат дека не сакаат да ги вакцинираат своите деца бидејќи сметаат оти тоа повеќе им штеди на нивното здравје отколку што има од корист. Дел пишуваат дека целта на ваквата мерка е да се пишуваат нови казни, а за некои сега не е вистинско време за вакцинирање на децата, бидејќи е зима и период кога имунитетот на децата е ослабнат. Родителите се исплашени поради информациите од подржувачите на антивакциналната кампања, кои веруваат дека вакцините, особено оваа, предизвикуваат тешки болести, а меѓу другото и аутизам. Но факт е дека благодарение на вакцините бројни заразни болести биле искоренети. Таков е случајот со големите сипаници, дифтеријата, смртоносната болест која нема повеќе од 6 децении, а слично и со детската парализа. Токму благодарение на вакцините против разни вируси и бактерии, многу животи се сочувани во последните 30 години, а тоа го покажуваат и историските факти. Тројната вакцина МРП е комбинирана вакцина против мали сипаници, заушки и рубеола. По овој краток джингл се враќам овде во живот во студиото. Темата за вакцините ќе остане тема на вечерта на 1 ТВ. Ќе се вратиме малку подоцна на неа, а во моментот треба на линк од градскиот плоштад во Скопје да го имаме колегата Сашо Ордановски. Добро вечер, Сашо, од овде од студиото. Анета, Александар, добро вечер од центарот на Скопје, плоштад Македонија. Не знам дали има вакцини за студ, меѓутоа дека е прилично студено, би можеле да снимаме веројатно документарци за пингвини, но сепак решивме нешто друго да правиме. Вечерва директно од центарот на Скопје, нашиот гостник е министерот за внатрешни работи господинот Оливер Спасовски. Добро вечер. Добро вечер. Ќе ви пожелам среќна нова година и сето тоа што го поминавме веќе, влеговме во нова година, но сепак се најубаво. Се најубаво и на вас, на гледачите на Еден телевизија, на граѓаните на Република Македонија, многу здравје, среќа, многу напредок во престојната година и да се надевам дека ќе ги почувствуваме вистинските резултати во оваа година. Министре, минатата година некако ни се набија во последните 2 месеци разни непријатни настани кои што почнаа со бегството на господинот Груевски, потоа следуваше законот за амнестија, па следуваше интервенцијата во кривичниот закон со кој што се практично невозможи гонење на редица други политичари за кои што имаше основани сомневања. Сега се пушти и од притвор луѓе кои што беа претходно ставени по однос на одредени сомневања за крупни економски криминали. Ја чувствувате ли незадоволството во јавност за тоа што луѓето мислат дека правната држава се распаѓа и се повлекува пред налетот и притисокот на политичката држава. Повторно се враќаме во време на пазарења. Како е вашиот коментар на сето ова? Видите, 2018 година беше многу година на предизвици, на сериозни предизвици кои што стоја пред нас, пред се за да направиме нешто добро за Република Македонија. Се превзема многу чекори кои што не беа популарни, многу работи кои што може би не ги очекува граѓаните, меѓутоа за да го постигнеме тоа што е наша национална цела, тоа е членството и во НАТО и во Европската унија, за што се боревме, да ја гарантираме целовитоста на Република Македонија, безбедноста и така натаму, мора да се прават многу отстапки и многу компромиси во овој дел, се со цел да ја постигнеме таа цел и јас сум убеден дека ова 2019 година ќе биде
година во која што конечно нели ќе постигнеме целта, ќе зачекориме напред, ќе ги стабилизираме односите. Меѓутоа чувството на граѓаните е токму такво за кое што вие говорите. Нема правда, нема мир. Затоа што тоа беше поентата, за тоа се боревме. Има многу голема разлика од тоа што се случуваше во изминатите години и тоа што се прави денеска. Знаете, имавме држава во која што власта 11 години се бореше за лични, политички, ако сакате, бизнис интереси и тука нема никаков обзир према состојбите. Сегашната битка е битка за напредокот на државата, за напредокот на Република Македонија и токму во тој дел нели ни се случуваат амнестиите и амнестии токму на луѓето кои што во еден дел ги даваат поддршка на процесот во собранието. Меѓутоа важно е да има и одговорност за организаторите, за оние кои што извршија насилство, оние кои што пробаат да имаат убиство во собранието. Јас очекувам дека тука истрагата и ќе се прошири на овој дел, да ги дознаеме организаторите. Сепак тој процес за 27-ми како еден голем, исклучително голем настан за Македонија со негативни импликации и последици, да имаме на крајот некаква разрешница. А второ, сето ова ќе овозможи Република Македонија преку тој реформски процес кој што ни се бара за да бидеме дел од НАТО и Европската Унија, сепак да ги донесеме европските вредности. Знаете, може ли да ни се случи токму Европа да не сопре во нашиот пат кон Европската Унија токму заради кршењето на овие европски вредности, а тоа е ослобаѓање на луѓе од вина за кои што основани беа сомнењата за најтешки кривични дела. Не очекувате некаква реакција од земји како Холандија, Франција? Видете, јас мислам дека токму во тој правец и ќе бидат сите забелешки, препораки кои што ги имаме како да го изградиме тој систем и да функционира врз основа на тие европски вредности и норми. Што се однесува до доносењето на политичките одлуки, а тоа е амнестијата, политичка одлука во собранието, визави примена на законите и судите и така платите таа политичка цена. Видите, секогаш Заев веќе неколку пати говори за тоа. Секогаш во крупни процеси во државата мора да се плати и одредена политичка цена. Прашањето е само зашто ја плаќате таа политичка цена. Денеска, заправо вчера, јавниот обвинител на Македонија излезе со едно интервју во кое што ни информираше после речиси 2 месеци истрага за бегството на Груевски со еден минорен податок дека тој не ја напуштил земјата на официјален граничен премин. Вие искористивте прилика пред Нова година да изразите едно сомневање во работата на СЈО и едно незадоволство, една демотивација на известен начин вербата што сте имале. Како гледате на истрагата на јавниот обвинител кој 2 месеци не е во состојба да соопшти на јавноста како господин Груевски ја напушти држава? Видете, ние како Министерство за внатрешни работи, и тоа треба да го знаат и граѓаните, ние сме институција која што е помош на јавното обвинителство, која што ги спроведува сите наредби кои што ќе бидат дадени за сите предмети, па и за конкретниот предмет. Јас знам дека се вклучија многу луѓе, направивме целосни истраги во областите кои што ни беа посочени, обезбедивме многу доказни материјали и средства кои што ги доставивме до јавното обвинителство. Задоволен ли сте од работата на обвинителот? 2 месеци поминуваат, нема резултат. Се анализираат состојбите во јавното обвинителство за организиран криминал. Ја очекувам дека наскоро ќе излезат и со поголеми, подетални информации во однос на ова што го направивме. Меѓутоа, видите, ова е комплексен случај, комплексен предмет. Тоа не е предмет кој што толку едноставно ќе може да ги детектира сите печатот е во јавноста дека комплексноста е политичка, а не комплексноста тоа што се случува. Јас не сметам така. Дека нешто има за сцената што не се кажува. Јас не сметам така дека е комплексноста политичка, напротив сметам дека комплексноста на овој случај сам по себе на она што ни се случи со заминувањето на Груевски и така натаму, тука треба да се откријат и мотивите, треба да се откријат и помагачите кои што се, да ги видиме сите релации и односи кои што биле овде во Република Македонија и најважно е, знаете, да се донесе на крајот суд врз основа на сите аргументи и факти кои што ги имаме. Јовески во интервјуто вели дека тој во својата истрага само ќе констатира дали негде се правени кривични дела при бегството на Груевски. Тој во една реченица упатува институциите надлежни да си направат своји истраги за пропустите околу тоа бегство. Вие во вашата институција спроведувате ли, направивте ли истрага околу евентуалните пропусти на МВР околу бегството? Јас информирам веднаш после настанот дека внатрешната контрола во рамките на МВР ги работи сите анализи во однос на евентуална
злоупотреба, евентуално пропуштање на било кој од полициските службеници. Има ли Сите резултати тие од тие анализи? извештаи и резултати се доставени до јавното обвинителство на Република Јавното Македонија. обвинителство се дистанцира од тој дел на истрагата. Не може да, видете, не може да се се дистанцира, затоа што било што и да се утврди во делот на истрагата, и ако има евентуални кривични дела и така натаму, мора да има постапки за тоа. Нема ниту амнестирање, ниту би рекол отргнување од целиот овој процес. Така да сите информации кои што се во рамките на Министерството за внатрешни работи, се она што беше покренато како внатрешна контрола е направено, доставено до обвинителството и на тој начин ќе се цени целиот тој. Дека сето тоа трае преспоро. Господине министре, за некоја недела ќе се распишат и председателските избори. Како што најави председателот на парламентот, веројатно на 3 февруари ќе ги распише председателските избори. Со ова количество на незадоволство ја јавноста, а со високиот праг за излезност за председателските избори, очекувате ли дека ќе има доволна излезност за тие председателски избори да бидат успешни, и мајќи ги предвид сето ова што го разговараме, едно тлеедно незадоволство во јавноста? Видете, јас сметам дека ние сме на праг на председателските избори. Ја очекувам да се заврши овој процес кој што е за уставните измени, и после тоа да се посетат сите политички партии токму на изборот на кандидати и влегувањето во председателската трка. Јас сметам дека доволно ќе имаме мотивација да излезат граѓаните и да избереме председател на Република Македонија. Другата варијанта е уставна криза. Да, значи уставната криза и влегувањето во било каква друга криза, политичка и така натаму во Република Македонија апсолутно не е потребна на државата од многу аспекти. Ниту сега, ниту во процесот на пристапувањето во НАТО и така натаму и така натаму. Меѓутоа сето тоа треба да биде како мотивација многу повеќе на партиските лидерства. Мора да се разговара многу со граѓаните, да се објаснуваат сите работи кои што се преземаат, да се отворено соочиме со одредени состојби кои што предизвикуваат незадоволство кај граѓаните, да го кажеме јавно својот став, како јас што реков, впрочем, дека не се согласувам или помалку сум задоволен од тоа што се работи во специјалното јавно обвинителство и така натаму и така натаму. Вие сте меѓу другото и подпредседател на најголемата политичка партија во власта. Дали СДСМ знае кој ќе биде кандидатот на партијата за председателските избори? Не, значи ние тој процес не сме го отвориле. Реков да заврши сега процесот на уставните измени, очекувам дека ќе се свика централниот одбор, ќе се започне постапката. Кај нас има предвидено детална процедура во статутот како се избира кандидатот за председател на државата, значи се тргнува од најниското ниво, од местните одбори на Социјалдемократскиот сојуз, општинските организации, централниот одбор и така натаму, и на крајот ќе дојдеме до кандидатот. Се говори дека вие сте еден од посилните кандидати кои што имате ли таква амбиција? Знаете, јас неколку пати напоменав, сум насочен на оваа работа што денеска ја работам. Приоритет ми е МВР, приоритет ми се подобрувањето на односите во Министерството и меѓу граѓаните. Ќе отвориме тој процес, па ќе разговараме во рамките на партијата. Министре, имате ли амбиција за таа функција? Јас имам амбиција да направиме се што е добро за Република Македонија, а најголема состојба сега, односно ситуација имаме уставните измени, напредокот на Република Македонија. Кога тоа ќе го завршиме, се надевам многу скоро, ќе ги отвориме сите можни дебати. Важно за нас е да имаме председател на Република Македонија кој што ќе ги следи интересите на државата, кој што секогаш ќе биде тука за граѓаните, ќе се потпрат граѓаните на него во секој можен поглед, и тоа е едноставно најважниот однос. Го знаеме, јас го очекувам тој политички одговор, меѓутоа кај нас има една друга додадена ситуација, се говори за консензуален кандидат. Ако вие тргнете по вашите партиски процедури за бирање кандидат во СДСМ, а потоа треба да седнете со ДУИ да се договарате, и не само со ДУИ, евентуално со други консензуални партнери за тоа, како ќе ја прилагодите таа процедура со политичката потреба да тоа биде личност која што ќе одрази некои повисоки интереси? Па видите, пред некое време во едно интервју јас кажав дека токму сега е моментот да имаме консензуален председател. Од многу аспекти, еден од аспектите е ако го промовиравме принципот на едно општество за сите во Република Македонија, тогаш можеме да разговараме и за консензуален председател, а постојат механизми како тоа ќе се услади и помеѓу политичките партии и внатре во политичката партија. Затоа што исклучително важно за следните председателски избори кои што треба да се одржат е да се стави печат на сето она што се правеше досега во Република Македонија, а за тоа е потребен консензус и внатре во партијата,
внатре во коалицијата која што ја предводи Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа и во владината коалиција. Премиерот најавува, владата најавува дека оваа година ќе биде економска година. Маса аналитичари, експерти така натаму се сомнева дека со оглед на сите овие политички компликации ќе успееме да направиме политичка некаков отстапка, да препуштиме годината на економијата. Вие верувате и како потпредседател на владата и како потпредседател на партијата дека имаме шанси да се занимаваме со економија годинава покрај се ова што ни се случува? Не само што имаме шанси, ние мораме да се занимаваме со економија оваа година, затоа што ако ги завршуваме политичките процеси, а ги завршуваме со уставните измени, тогаш еден дел, еден сегмент од секое министерство во владата на Република Македонија ќе се itera политичките процеси. Ќе имаме и скрининг, ќе имаме и пристапни преговори за Европска унија, ќе имаме преговори за НАТО и така натаму. Меѓутоа најголемиот е оваа влада да истера таква крупна агенда? Да, апсолутно има капацитет, треба да се потребни на капацитетите што се надворот од владата, значи треба да се отворат широко. Затоа што може да ви се случи да морате да свикувате и парламентарни избори за да се спасуваат президенти. Мора да се отвори широко вратата за сите кадри во Република Македонија, затоа што овие процеси се многу важни процеси. И не само политичките, туку економскиот развој, така да сметам дека секој капацитет во Република Македонија треба да се искористи за доброто на државата. Дали е за спроведувањето на реформи, дали е за економскиот развој. На крај сакам да ве прашам само уште едно прашање, бидејќи најавивте дека во министерството ќе има ветинг за секој вработен во МВР од чистачката до министерот. Како би изгледал ветингот за министерот, многу ме интересира, значи тоа е постапка во која што ќе се провери квалитетот и како да кажем квалификацијата на секој вработен. Тоа е постапката која што е неминовна да се спроведе. Ако ние често пати говориме дека довербата во институциите, посебно довербата во полицијата е под знак прашање, кои се луѓе работат. Јас тврдам дека многу мал број на полициски службеници вработени во македонската полиција не се однесуваат професионално, меѓутоа тие најмногу ја креираат состојбата, мислењето за тоа како е генерално Министерството за внатрешни работи и сметам дека ветинг процесот е најсоодветното решение. Тоа го покажува ветингот за министерот. Исто како што ќе биде и за секој вработен. Значи ветира владата, премиерот па да, тој што не избира, тој ќе ни прави ветинг сигурно. Го имале предвид јавноста ќе има одреден Апсолутно. Значи јас за тоа сум подготвен и за јавноста и за премиерот, меѓутоа и за сите институции, а посебно за Министерството за внатрешни работи, ветингот треба да содржи три аспекти. Прво, персоналноста, значи името, потеклото и така натаму на секој од вработените. Второ, треба да бидат квалификациите, значи интегритетот негов, како се вработил, на која позиција бил, која образование завршил така натаму и на крајот имотната состојба. А и тоа ќе се провери. Затоа што тоа е многу важно. Вашата имотна состојба ќе помине таков ветинг? Мојата имотна состојба е на ветинг веќе последните 12 години како сум на јавни позиции. Таа е јавно објавена и во секој момент може да биде на ветинг во секој сегмент од секоја можна институција, заради тоа што јас апсолутно сето она што го имам како имот е пријавен во јавноста и јас немам што да крием во тој поглед. Благодарам Спасовски, благодарам за гостувањето во еден. Благодарам на покана. Се извинувам што малку ви искористивме ова студено време, ама вие сте министер за внатрешни работи, мора да издржите секакви време. Така е. Студио, благодарам за вклучувањето од центарот на Скопје, а ние овдека ќе се исклучиме за да возможиме да продолжите со вестите, со дневните настани кои што го преокупира и овој ден во Република Македонија. Така е, Сашо, ти благодарам, се надевам дека студот не беше причина да не ги поставиш сите прашања кои што сакаш да ги поставиш за актуелниот министер. На студот го имавме првиот полицаец, овде во студиото го имаме првиот човек на нашето ресорно министерство за здравство, а овде овој пат другиот колегата Александар Чомовски и неговиот вечерашен гостин од 21. Темата веќе ја начнавме во дневникот и е актуелна во текот на целиот ден. Сашо? Благодарам се само колеги и министри во изминативе 10-15 минути. Ти благодарам што ме најави. Министре, денеска сите баби, сите мајки помалку ве мразат и многу повеќе вечерва ве гледаат, зашто сакат да чујат. Прво, до која ќе трае ова, да речем, фаза на лекување, на имобилизација на болеста на морбилите и дали задостивме со вакцинацијата?
Би рекол дека бабите не брзат, заради тоа што тие добро знаат што значи вакцинација, памтат и од своите постари, што значеле болести кои што од кои што се умирало, а после со вакцините сите тие болести се спречиле. Денеска имаше релативно добар одзив за вакцинација, околу 500 деца во Скопје беа вакцинирани, што е овој одличен знак и јас сум задоволен. Се надевам дека тој одзив ќе продолжи и во следните денови. Епидемијата е прогласена заради тоа што има неочекувано број на случаи од одредена болест на одредена територија, за тоа има строги критериуми и епидемија прогласува Центарот за јавно здравје по препораки на Комисијата за заразни болести и таа процедура во Министерството беше запазена. Ке трае се додека сметаме дека трае ризикот од тоа да има нови случаи на заболени, а тоа е период од следните 2 недели, додека трае периодот на инкубација, заради тоа што последниот пациент примен во болница беше на 28 декември, во следните 2 недели и уште некој ден-два може да се јават нови случаи. Јас искрено се надевам дека нема да има повеќе заболени случаи, заради тоа што тоа дополнително ќе значи и уште потенцијално нови случаи во градот Скопје. Првата реакција која прогласивте и првите сомнежи дека баш требаше да се прогласи епидемија е стравот. После одна чудна кампања во која дел од стручната јавност изрази сомневање во квалитетот на вакцините и во последиците од вакцинацијата, особено околу аутизмот. Да потенцирам 2 работи. Првата работа е дека вакцините се квалитетни и нема простор за апсолутно никаков сомнеж. Тие се произведени од европски производители, поминати се сите тестови и целиот процес на сертификација, ги имаме сите сертификати за вакцините. Понатаму ги имаме сите сертификати за соодветен транспорт. И најмала промена во температурата при транспорт на вакцината може истата да направи инактивна и тој начин џабе да се даде кај детето. Значи, сето тоа е процес кој што е строго контролиран, кој што е соодветно на сите процеси кои што се однесуваат на календарот на имунизација во сите развиени европски земји, ние тоа како Министерство за здравство го гарантираме. Колку во Скопје треба да се вакцинираат деца? Најголем е процентот на невакцинирани деца помеѓу 1 и 2 години. Сметаме дека е тоа заради страво на родителите и поврзувањето на вакцинацијата со аутизмот. Како растат децата, веќе во прво, односно второ одделение, исклучително е висок опфатот со вакцинација. Меѓутоа, токму таа возраст на деца од 1 до 5 години е таа популација која што е најмногу моментов загрозена. Тоа се деца кои што сега одат во градинка и затоа нашата мерка во овој момент се однесува на градинките. Станува збор за бројка од 11.000 деца во град Скопје. Почнав податок кој помалку ми е фрапантен. Во Велес 90% се вакцинирани децата, во Скопје одвај 15% од таа популација која е изложена на рискантноста на вирусот и можноста да се задржи некаква здравствена кондиција кај тие деца. Најмал е опфатот со вакцини во општина Карпош, во општина Центар и во општина Аеродром. Сметаме дека е тоа резултат на антивакциналните кампањи, на лажните вести кои што се шират во врска со поврзаноста на вакцинацијата со аутизам и на тоа што еве до сега немаше соодветен одговор од страна на нашиот здравствен систем за да се промовира позитивната кампања, за да се укаже на бенефитите од вакцинирањето и да се укаже на тоа дека не постои апсолутно никаква врска помеѓу вакцинирањето со ниту една болест. Почитувани гледачи, тоа беше Филипче, министер за здравство. Веднаш по вестите во 21 ќе ни се приклучи професор Гроздановска и ќе имате можност да ги чуете најновите информации околу текот на вакцинацијата, последиците, стравувањата кај родителите. Повторно ги споминјам аутизмот, дали ние влегуваме ова балканска шема на некакви отпори, па и европските сомневања околу вакцинацијата против морбилите. И она што мислам дека може да биде атрактивно, ги поканувам сите родители бујном на контакти со министерот, и со професорот, и со лекарите.
Така е, Чонски, ти благодарам. 21 часот останете на програмата на 1 ТВ, а ние се префрламе на уставните измени. Продолжуваме со политички теми во дневникот. Премиерот Зоран Заев смета на пратеничките гласови од албанскиот опозицијски блок на утрешната средба со Билал Касами, ке разговараат за испорачаните барања од БЕСА преку амандмани за уставни измени. Освен со Касами за поддршка на измени на уставот, во последната клучна фаза се најавува средба и на лидерот на Алијансата на албанците Зијадин Села. Така, Заев е оптимист за двотретинско мнозинство, но вели бројката ќе се знае на денот на гласањето. На само неколку денови до 9 јануари, за кога е закажана собраниската седница за уставните измени, премиерот Зоран Заев вели дека ги нема потребните 80 гласови за конечното гласање. Од утре ќе ги почне преговорите со опозицијските партии на албанците, БЕСА на Билал Касами и Алијансата на албанците на Зијадин Села, со цел да ја обезбеди нивната поддршка од вкупно 4 пратеници. Ќе сторам се до последен момент за да обезбедиме двотретинско мнозинство. Тоа ќе го соопштиме на јавноста во моментот на гласањето или ќе споделиме задоволство од тоа што е постигнато или ќе ја понесеме одговорноста на целиот овој фокус што го дадовме на интеграциите, но уште еднаш напоменувам дека јас сум оптимист заради пред се одговорноста што ја чувствуваат сите пратеници, но и извршната власт во Република Македонија, дека овој процес имаме одлични шанси успешно да го завршиме. Голем дел од овие денови за време на божикните празници јас продолжувам во разговори со сите, така да и утре закажав состанок со господинот Билал Касами, председателот на БЕСА, каде што ќе разговараме за сето она кое што тој мисли дека треба да разговараме, но мене ми е драго што овие две политички партии кои што се од албанската опозиција, како што е БЕСА, предводена од Билал Касами, и Алијансата за албанците, предводена од господинот Зијадин Села, и те како се недвојбени подржувачи на интеграцијските процеси на Република Македонија. Заев за писмото на генералниот секретар на НАТО, Столтенберг, вели дека е едно охрабрување кој им дава на знаење и на Грција и на Македонија колку е вреден договорот од Преспа. Верува дека до крајот на јануари и двете страни ќе го ратификуваат. Ваквото решение треба да биде дополнителна мотивација на институциите на системот, а тоа е парламентот во Македонија и парламентот во Грција, да бидат позитивни во донесувањето на одлуките, затоа што НАТО е подготвен. Генералниот секретар тоа ни го соопшти. Некаде средината на февруари тие се подготвени да ги отпочнат сите постапки и процедури. Јас само не се согласувам со генералниот секретар Столтенберг. Јас верувам дека уште во јануари ќе треба да скицираме протокол, затоа што верувам дека можно е и во јануари, зошто да чекаме крајот на февруари, или во најмала рака почетокот на февруари, и грчкиот парламент покрај договорот од Преспа да биде првата земја која што ќе го ратификува протоколот од НАТО. Тоа значи дека НАТО треба да го достави протоколот веќе на ратификација во грчкиот парламент. Според Заев, во овој момент на државата не се потребни предвремени парламентарни избори, кои евентуално би се одржале заедно со претседателските. Колешката Весна Велкова се занимаваше и со тоа дека договорот во Преспа прави проблеми во грчкиот парламент. Така е, расте неизвестноста и во грчкиот парламент околу договорот од Преспа. Денеска Нова демократија уште еднаш повтори дека нема да го гласа во парламентот. Ципрас пак убеден дека го има потребното мнозинство за ратификување на Преспанскиот договор. А само за подсетување, Нова демократија во грчкиот парламент е застапена со 78 пратеници. На Ципрот за заокружување на ратификацијата потребни му се најмалку 151 глас. Се ситнат деновите од роковите дадени за конечната реализација на Преспанскиот договор. По вчерашното писмо на генералниот секретар на НАТО, Јен Столтенберг, до Заев и Ципрас, дека до 15 февруари оваа година треба да завршат сите процедури околу договорот во двете престолнини, денеска грчката опозицијска Нова демократија уште еднаш го повтори својот став, дека нема да гласа за договорот. Мислам дека не постои нешто друго околу ова прашање. Ова им го имаме кажано на сите наши соговорници и во и надвор од Грција. Го имаме кажано со истиот речник, го имаме кажано на сите јазици. Нова демократија нема да го ратификува договорот ниту во актуелниот, ниту во следниот парламент, каде што ќе имаме мнозинство. За најавите на лидерот на независни Грци Панос Каменос, кој е коалицијски партнер на Ципрас, дека ќе се повлече од владата кога договорот ќе дојде во грчкиот парламент, Спираки рече, тоа е нова ситуација и Ципрас ќе мора да побара доверба од парламентот.
за можноста Нова демократија да достави иницијатива за гласање недоверба на владата. Според Спираки, сите парламентарни оружја се на маса, а кои ќе го искористат е одлука на лидерот на партијата Киријакос Мицотакис. Пред нешто повеќе од половина година со 127 гласови за и 153 против, владата на Ципрас преживеа. Грчкиот парламент ја отфрли иницијативата на опозицијската Неа демократија за недоверба. Гласаа вкупно 280 од 300 пратеници, а единствено Димитрос Каменос од независни грци не ја подржа владата. Пред неколку дена Ципрас во новогодишното обраќање рече дека договорот од Преспа ќе биде ратификуван од грчкиот парламент, бидејќи се уште го има мнозинството. Во овој обид важен чекор е договорот од Преспа, кој ќе биде ратификуван од грчкиот парламент, затворајќи еден непродуктивен 30 годишен циклус на неактивност, што многу ја чинеше нашата татковина. Со ратификацијата на договорот, Грција конечно го заштитува големото културно наследство и грчкиот карактер на античката Македонија и во исто време ја обезбедува својата водечка улога во поширокиот регион на Балканот. Владата на Ципрас во моментов има поддршка од повеќе 150 од вкупно 300 пратеници во грчкиот парламент. Ова вчера го потврди и владиниот портпарол Димитрис Занкопулос. Накусо се префрламе на тоа што ќе бидат председателски избори во Македонија. Токму така, по гласањето на уставните измени на 15 јануари, на 3 февруари ќе се распишат председателските избори. Партиите интензивно ќе започнат со преговори за избор на свој кандидат. СДСМ и ДУИ ќе водат разговори да настапат со заеднички кандидат. Имиња не откриваат, но како најсериозни кандидати ги посочуваат Никола Димитров, Оливер Спасовски, Бујар Османи и Мерсел Мани. Само на ваков начин сметаат може да се очекува убедлива победа уште во првиот круг. ВМРО ДПМН ќе го избира кандидатот на оглас, кој ќе се распише на 11 јануари. Имињата ќе бидат познати на 16 јануари, а изборот ќе се изврши на партиска конвенција на 16 февруари. Како можни кандидати се споменуваат Христијан Мицкоски и Трајко Славевски. Алијансата на албанците и Беса на Касами не ја исклучуваат можноста да настапат со заеднички кандидат на изборите, но за тоа треба да одлучат органите на партијата. Она што досега знаат е каков кандидат им е потребен. Мандатот на председателот Иванов истекува на почетокот на мај. Според уставот, изборот на нов председател се врши во последните 60 дена од мандатот на претходниот. Како и да е интересна пролет со председателски избори во Македонија. Така е. Со оглед на тоа што надвор времето е студено секаде во Македонија, студено му и на нашиот репортер, тоа гарантирам, кој што е денеска цел ден во Охрид. Овде правиме мала одстопка и промена во сценариото за да Христијан не ни измрсне заедно со неговиот гостин. Добро вечер за Христијан Баневски и неговиот соговорник, а тоа е ВД градоначалникот на Охрид, господинот Константин Ѓоргиевски, со блиц прашања за тоа што се случуваше, што се случува и што ќе се случува во Охрид. Колегата Баневски повели. А не гарантирам за тоа колку не сме премрзнати со оглед на тоа колку се минусни температурите во Охрид, но еве градоначалникот веќе е со нас и ќе можеме да поразговараме со него околу она за што дојдовме во Охрид, меѓутоа и на некои теми кои што ги најавивте вие, што се во однос на интересната и бурна пролет која што не очекува. Господине Ѓоргиевски, добро вечер и ви благодарам што премрзнавте со нас овдека за да ни одговорите на неколку наши прашања. Она што прво би ве прашал и што е во периодов најактуелно новогодишните празници, прославата која што локалната самоуправа ја откажа поради трагичната и ненадејна смрт на досегашниот градоначалник, меѓутоа тоа не ја наруши туристичката сезона, ако можам да речем, напливот на туристи. Да, добро вечер. Стварно вечер имаме една ладна ноќ во Охрид, меѓутоа е задоволство да сме овдека заедно и да продискутираме и да поразговараме околу прашањата кои што ве интересираат се предмет на ваш интерес. Значи да, ненадејната смрт на градоначалникот Становски дојде на 15 декември и тоа беше само 5 дена пред започнување на традиционалниот наш проект од 20 до 20 сите во Охрид и поради трагичниот настан, ние како локална самоуправа ги откажавме сите планирани активности по однос на тој проект. Беше планирано гостување на Црвена јабука, Бело дугме и други интернационални и домашни
музички имиња. Меѓутоа, ние поради смртта на градоначалникот сите тие настани ги откажавме. Во Охрид сепак, како што нареков, тоа сезона или една мини сезона имаме ние во текот на новогодишните празници. Престува голем број на туристи, најбројни беа од Србија и од Бугарија. Туристичките капацитети беа исполнети до последно место, како хотелите, така и приватното сместување. Градот беше жив. Со оглед дека ние како локална самоуправа го откажавме и дочекот на новата година на градскиот плоштад. Меѓутоа, во интерес на сите тие туристи кои што беа гости во нашиот град, Сдруженијето на гостители Еснав и Хотам организира една пригодна, да речам, скромна прослава на новогодишната ног, пред све за гостите кои што беа од странство дојдени тука. Ние како локална самоуправа му помогнавме на некој начин. И така, градот живее. Но следува допрва празници во овој јануари. Предпоставувам дека за дел од нив барем имате веќе агенда и бидејќи очекувате секако туристи. Да, сега ни следуваат божикните празници, немаме некои посебни активности во однос на Божик. Божик е сепак празник кој што е наменет за семејството, за негување на тие семејни вредности. Меѓутоа следува Водици и ние во Охрид имаме еден посебен ден кој што представува своевиден спектакл и сега се насочивме на припремање на празникот Водици и организација околу тој настан. Веќе утре имаме состанок со Сдруженијето кое што традиционално го организира празникот Водици, а утреден тај и овакво денот на рибарите. Така да дали вие како градоначалник, како градски татко ќе скокнете по крстот, она што е традицијата за време на Водици, можеме ли такво нешто да очекуваме? Дали вие ќе се приклучите на верниците? Па добро, јас како охриѓанец сум се капел изминатите години, можда не сум скокал по крстот баш, али обично сум се капел. Ние во Охрид велиме не се зарекуваме, така да ќе видиме како ќе е денот така. Со оглед на тоа што ненадејната смрт на градоначалникот можеби измести одредени текови и процеси во општината, колку успеавте вие откако седнавте на ова место, откако ги добивте властувањата, да ги подредите сите работи за да може и буџетот да биде навремено донесен и сите работи се со цел да општината не трпи и граѓаните? Да, мој примарен фокус овој период беше да ги консолидираме редовите предсве на администрацијата, да ги канализираме тековите на нормално функционирање на јавните предпријатија и на сите сфери во кои што општината има своји ингеренции. Го донесовме буџетот на време и веќе од денеска се зафативме со продолжување на проектите кои што ги имавме зацртано со градоначалникот Становски и со сите тековни активности како граѓаните на Охрид би го добиле целиот сервис од општината и од општинската администрација за нормално функционирање на сите нивни потреби. На комеморацијата повод смртта на градоначалникот беше кажано дека Охрид конечно ќе биде со одблокирана сметка, дека тоа беше едно ветување дадено кон него и дека практично Кејот како еден од неговите проекти ќе биде спроведен како проект. Дали тоа би може да очекуваме во наредниот период да биде фокус на вашето работење до локалните избори во Охрид и дали тука би можеле евентуално да очекуваме ваша кандидатура, имајќи го предвид фактот дека вие бевте именуван токму од господинот Стојановски и советниците ве изгласа знаејќи дека негова практично, ако може да се каже, беше желба да вие раководите со општината. Да, јас бев заменик градоначалник, поточно член на советот кој го заменува градоначалникот во случај на спреченост и отсуство и на седница на советот бев избран за ВД градоначалник на Охрид. Ние како локална самоуправа изминатата година се насочивме пред све на сервисирање на заостанатите врски кои што ги имаше општината. Охрид е една од најзадолжените општини во држава, ако не и најзадолжена. Ние исплативме околу 100 милиони денари стари долгови минатата година.
пристапивме кон одблокирање на сметката на Основното училиште Григор Паличев и тоа ние во завршна фаза. Тука имавме 37 милиони стари доспеани долгови со камати. Меѓутоа, во буџетот кој што го донесовме и кој што е најголем во историјата на Охрид, околу 1,40 милиони, 495 милиони се планирани за сервисирање на долговите со законот кој што го донесе владата на Република Македонија за одборџување на општините и се надеваме дека со тие средства значителен дел од долгот кој што го има општина Охрид ќе го исплатиме. Така, дали доколку успешно се справите со овој проблем, тоа би било еден ваш адут за кандидирање на локалните избори? Како што ви напоменав, овој период беше мој примарен фокус да ја ставиме општината на нозе, да осетиме сите заедно дека градот и покрај тешката загуба ќе функционира нормално. Изборите уште не се распишани, ќе следат партиски консултации, одлуки и мислам дека се уште е рано за калкулирање околу... Ниту демантирате, ниту потврдувате, останува да видиме. Имиња. Да, премногу е рано. Премногу е рано и може би неблагодарно во вакви услови да се зборува. Така, ви благодарам, господине Георгиевски, што измрзнавте со нас на овие температури, што ни одговоривте на нашите прашања. Анета, тоа беше ВД градоначалникот на Охрид, господинот Константин Георгиевски, со кого што разговаравме за новогодишната ноќ и за сите оние проблеми со кои што се соочува општината. Тука некаде и ќе се одјавиме од Охрид со желба за успешна празнична сезона во предстојните денови на градот. Студио? Так, го најавивте големиот празник кој што се празнува во Охрид, тоа е Водици. Екипата на 1 ТВ од овде се најавува и односно го најавува своето присуство во Охрид и за овој голем празник. Христијан, ти благодарам и на тебе и на твојот соговорник. Те чекаме вечерва назад во Скопје. Поздрав! Продолжуваме со уште една информација која на почетокот на дневникот им ја ветивме на нашите гледачи, а тоа е дека Кривичниот совет на Основниот суд Скопје еден му одреди нови 30 дена притвор на поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Владимир Атанасовски. Поранешниот директор на УБК е осомничен за кривичното дело здружување заради непријателска дејност. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција отвори истрага против него, откако на едно од рочиштата за настаните од 27 април обвинетиот Александар Василевски Нинџа пред судот рече дека бил соработник на тајната полиција, а дека поддршка за неговото дејствување добивал од Атанасовски. Судот го прифати предлогот на Атанасовски од почетокот на декември минатата година. Од тогаш е во притвор во истражниот затвор во Шутка. Тој на предлог на одбраната беше сведок во постапката за 27 април, а во судница беше збунет, исплашен и речиси на секое прашање се повикуваше на законност за тајност на податоци. Како што ви кажа Александар, оваа вест беше една од оние кои што ја имавме во главниот форшпан. Има уште неколку вести кои што, за жал, со оглед на тоа што имавме многу линковски вклучувања, нема да имаме време да ги истретираме сите, но затоа го имаме дневникот во 22:30, а за да не останеме во дневникот без блокот спорт, тука е нашиот колега Дамјан. Дамјан, добро вечер. Добро вечер. Денеска мирен ден, скоро па мирен ден. Она што можевме да го видиме е дека македонската ракометна репрезентација го промовираше својот нов дрес. Од 10 почнува светското првенство, а првиот натпревар го имаме на 11 со Јапонија, Александар. Македонија, Јапонија. А дресот ќе дебитира на градите на Кирил Лазаров и на неговите соиграчи веќе утре на пријателскиот надпревар со Србија. Покрај ракометарите морам да споменам дека ги испративме и одбојкарите, денеска заминаа за Запорожје, каде што веќе в сабота ги очекува нов евроквалификацијски предизвик. Дамјан повели. Благодарам.